историјата, но и во денешно време на стандардизацијата треба да гледаме како на поедноставување, кое води до намалување на трошоците и изголемување на ефективноста на квалитетот. Гледајќи од овој агол, стандардизацијата значи превземање на средна вредност, решение или просек од спротивставени идеи и нивна консолидација во една, која ќе ја поедностави или едната или повеќето активности направени од страна на човекот. Стандардизацијата во главном се однесува на активности кои што човекот ги создава. Знаеме дека напредувањето на технологијата води кон напредување на стандардизацијата, но суштината е да се постигне универзално прифатлив квалитет. Самиот процес стандардизација има повеќе цели. Тоа се поедноставување на поголем број варијанти на производи и процедури во животот на човекот, разбирање, општа економичност, безбедност, здравје и заштита на животот, заштита на интересите на потрошувачите, како и општеството, и воедно отстранување на оние бариери во трговијата или нетарифни бариери. Значи, може да се заклучи дека стандардизацијата е инструмент на технолошко-економска саморегулација и како таков припаѓа на сите учесници во националната, регионалната, односно светската економија и има за цел создавање на заедничко добро. Конкурентноста на компаниите, меѓу другото, се заснива на примена на тој процес стандардизација преку резултатот на истата, а тоа се стандардите. Стандардите представуваат документ во кој се сублимирани барањата за одреден производ или процес или една компанија која го дава тој производ или услуга на пазарот. Стандардите ги изготвуваат заинтересираните страни, а тоа е индустријата, тоа се потрошувачите, стручните и бизнис здруженија, кога постои објективна потреба од истите и желба од страна на заинтересираните страни да учествуваат во нивната формулација. Сигурно знаете, стандардот е документ кој што е утврден со консензус и усвоен од страна на признато тело, со кој за општа или повеќе кратна употреба се утврдуваат правила, смерници, карактеристики и резултати, а се со цел да се постигне оптимално ниво на регулирање во одредена област. До пред 20 години стандардите во главном се однесуваа на областите од техниката, но потоа доаѓа до појава на првиот меѓународен стандард за управување, систем за управување или менеджмент, кој дава една нова перцепција во комуникацијата меѓу бизнис заедниците. Најчесто применливи стандарди се ISO 9001, стандард кој што го покрива системот за управување со квалитет, ISO 22000, стандард за систем за управување со безбедност на храна, ISO 14001, стандард за систем за управување со животна средина, ISO 50001, стандард за управување со енергијата, ОХСАС 18001 или наскоро ќе биде ISO 45001, систем за управување со здравјето и безбедноста при работа, и уште некои од нив. Веќе 10 и повеќе години наназад Стопанската комора на Македонија активно ги следи современите текови во примената на овие сите стандарди во развиените земји во Европската унија и работи на промовирање и нивна имплементација во македонското стопанство, а се со цел да даде свој придонес во зголемување на конкурентноста на нашите компании со своите производи и услуги на пазарот, како и зајакнување, односно унапредување на извозот, бидејќи треба да се исполнат се построгите барања кои што ги бараат овие земји. Согласно сопствениот регистар на фирми, односно компании, Стопанската комора на Македонија ги има воведено овие стандарди, конкретно ISO 9001, во околу 161 компанија, ISO 14001 во 15-тина, HACCP или ISO 22000 во околу 40 компании и халал стандардот во 5. Стопанската комора на Македонија не застанува на ова, секако интензивно и континуирано го обучува својот кадар за новините во стандардите. Таков е случајот со транзицијата на најприменливите стандарди, тоа се ISO 9001 и ISO 14001, кои ги третираат системите за управување со квалитет и животна средина. Именно процесот на транзицијата е веќе започнат, крајниот рок е септември 2018 година, значи сите оние компании кои го имаат имплементирано и сертифицирано ISO 9001 2008 ревизија и ISO 14001 2004 ревизија, мора да отпочнат со новите барања, односно новата ревизија на овие два стандарда во сопственото работење. Колку и да ни се гледа далечен овој термин, сепак е пожелно да транзицијата почне што е можно поскоро.
би рекла дека Стопанската комора на Македонија е единствена комора која го има имплементирано и сертифицирано ISO 9001-2008 и ние веќе во мај преку екстерната проверка ќе поминеме во новата ревизија на стандардот, односно ќе го имаме верифицирано ISO 9001-2015. Стопанската комора на Македонија активно соработува со Институтот за стандардизација на Република Македонија и како асоциација на стопанственици секако дава свој придонес во изготвување на стандарди и ја потенцира нивната практична апликативност. Се заблагодарам за оваа покана, за присуството денешно на оваа пресконференција. И на почетокот сакала само неколку збора воведни за Институтот за стандардизација на Република Македонија, кој е основан во 2003 година со одлука на владата на Република Македонија да го одвои како посебна институција од веќе постоечкиот Завод за стандардизација и метрологија. Инаку Институтот за стандардизација на Република Македонија е единствено национално тело за стандардизација во Република Македонија, која ги штити интересите и ги презентира во меѓународната, европската и во регионалните организации за стандардизација, како и ги промовира стандардизацијските активности. Институтот за стандардизација на Република Македонија е членка во сите меѓународни европски институти и организации за стандардизација. Полноправна членка сме во ИСО, меѓународната организација за стандардизација. Придружна членка сме во ИЕЦ, Меѓународниот комитет за електротехничка стандардизација, потоа полноправна членка во ЦЕНЦЕНЕЛЕК, Европскиот комитет за стандардизација и Европскиот комитет за електротехничка стандардизација, како и во ЕЦИ, Европскиот институт за телекомуникацијски стандарди. Инаку стандардот представува универзален јазик во светот на бизнисот за потполно разбирање на луѓето во областа на технологијата, економијата и одржливиот развој. И факт кој треба да се запомни е дека еден европски стандард заменува 33 национални стандарди во Европа и отвара пазар на повеќе од 500 милиони потрошувачи. Стандардите може да помогнат на компаниите да бидат согласно со барањата поставени во регулативите на Европската Унија. Понатаму може да безбедни и квалитетни производи на глобалниот пазар може да се пласираат само со примена на стандардите, односно барањата кои што се пропишани во стандардите. Стандардите и стандардизацијата пак представуваат една од основните потреби, услови и претпоставки за успешен развој на македонската економија. Производите кои што се во согласно со стандардите се многу поконкурентни и имаат конкурентна предност пред оние кои што не се произведени согласно стандардите, бидејќи верувајте потрошувачите ја знаат разликата. А стандардот представува и пат на исправа, односно добива отворен пазар на глобално ниво. Например, еден производ кој што е произведен во Македонија според, односно согласно барањата во стандардот, тој може да биде исто така конкурентен како и било кој производ произведен во Европа или на меѓународно ниво. Инаку употребата на стандардите може да понуди збир на повеќе моќни бизнис и маркетинг алатки, доколку компаниите го препознаат тоа. Постојат повеќе бенефити од примената на стандардите за компаниите. Така, например, стандардите може да се користат за да се подобрат перформансите и управувањето со ризиците со кои што се соочуваат компаниите, работејќи на поефикасен и одржлив начин. Потоа стандардите може да зголемат продуктивноста и обемот и воедно придонесуваат до поголем развој, намалување на трошоците, како и за ризиците, потоа зголемување на конкурентноста и одржлив развој. Понатаму, стандардите ги поттикнуваат иновациите, ги подобруваат услугите и задоволството на корисниците. Најважно во стандардизацијата кај компаниите во Република Македонија е да зајакнат својата свест, односно јакнењето на свеста е првиот и основен чекор кој што компаниите во Република Македонија треба да го направат, бидејќи зголемувањето на свеста за стандардите ќе им помогне на компаниите да разберат како тие може да се користат како алатка за постигнување
на своите бизнис цели. За таа цел, затоа Институтот за стандардизација на Република Македонија често организира разни промотивни кампањи, активности има во однос на презентации, работилници, семинари и така натаму. Директно можат да учествуваат исто така компаниите со вклучување во техничките комитети кои Институтот за стандардизација ги има во речиси сите области. Друго нешто што Институтот го организира се обуките во однос на менеджмент, стандардите од менеджмент системите, како што се ISO 9001, ISO 14001, 27000 и така натаму. Потоа организираме обуки во однос на некои специфични стандарди кои што се бараат, стандарди како на пример во градежништвото кои што се еврокодовите, како и стандарди кои што се покриени во регулативите на Европската унија. Исто така би сакала да истакнам дека Институтот за стандардизација е акредитирано тело за сертификација согласно менеджмент системите, но во план е да се акредитираме како сертификационо тело за сертификација на производи, но исто така и за сертификација на персонал. Тоа е исто голема можност за компаниите да не бараат фирми кои што се од надвор, тука во Македонија да имаат директно пристап. Исто така би сакала оваа прилика да искористам да истакнам дека годишното собрание на Европскиот комитет за стандардизација оваа година се одржува во Скопје од 6 до 8 јуни под организација на Институтот за стандардизација на Република Македонија. Тука тоа ќе биде огромна можност за компаниите да учествуваат и присуствуваат на овој настан. Ќе бидат присутни сите врвни луѓе од областа на стандардизацијата на европско, но и на меѓународно ниво. Компаниите можат да изнајмат и штанд на кој што би можеле да ги презентираат своите производи, услуги и исто така да искористат можноста да ја прошират својата мрежа на контакти. За сите компании кои што се заинтересирани за овој настан, поделни информации можат да добијат во инфоцентарот на Институтот за стандардизација. Ги поканувам сите компании, без разлика дали се големи, мали и без разлика на дејноста во која што работат. Ова е голема прилика и можност да ја прошират својата мрежа и да учествуваат на овој настан кој што е од вистина високо ниво.